И понатаму најзначајно за риболовците од Кочани е добивањето на концесија за организирање и управување на риболовот на езерото Градче, како и дел 4 од река Брегалница, кој се наоѓа на потегот од селото Истибање до вливот на Слетовска река. Во меѓувреме на ловно-риболовното друштво Еколошки клуб Кочански рибар му останува да го собира процентот од годишните дозволи и по 100 денари годишна чланарина од веќе постоечките и новите спортски риболовци кои ќе станат членови. На годишното собрание кој беше одржано деноиве, интересна дискусија имаше на крајот од состанокот, кога дел од присутните истакнаа некои од проблемите со кои риболовците од целава наша земја се соочуваат веќе подолго време. Првенствено, акцентот е ставен на високата цена на годишната дозвола, која изнесува 7000 денари, на риболовните дозволи годишни и дневни, кои поединечно и посебно се наплаќаат кај различни концесионери, како и проблемите со рибократците, кои се присутни насекаде каде не постои соодветна организираност и заштита. Овде беше споменат и законот за рибарство на Република Македонија, кој е сосема различен од законите во Европската Унија и соседните земји од Унијата, каде има само еден концесионер, а тоа е државата, каде што само со годишна дозвола од околу 1000 денари може да се лови во сите води, без разлика во кој ревир се наоѓаат. За ова беше истакнато потребно е час поскоро да се разговара особено помеѓу риболовните здруженија во нашава држава, без разлика што тоа воопшто не им одговара на надлежните од Риболовната федерација на Македонија.